Александар Георгиевски е актуелен градоначалник на Илинден. ВМРО ДПМН пак ќе го кандидира за раководното место во оваа општина. Во разговорот за прва скопска телевизија, одговори на повеќе прашања, меѓу кои и на кој начин ќе ја бара довербата од гласачите во Илинден. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека заслужувате и од граѓаните на општина Илинден? Целата моја работа овие изминати 4 години како градоначалник беше сигурно била анализирана како од партијата, но и како и од граѓаните. И сметам дека нашиот напор, нашата работа, нашиот вложен труд, целиот изминат период и како е многу битен и е значаен за да можеме да кажеме дека успеавме. Што мислам по тоа успеавме? Сметам дека нашата програма која што ја понудивме пред граѓаните, оно што го ветувавме пред граѓаните пред 4 години, во најголем дел го изреализиравме, но и надвор од тоа, многу проекти кои што не беа ветени во програмите наши, ние ги реализиравме. Јас и мојот тим, сите заедно како општинска администрација и како општина. По тие причини сметам дека имаме право да ја побараме довербата од граѓаните за наредниот 4-годишен мандат, пред се заради она што сме го изработеле, но и заради нашата визија за наредните 4 години. Каква ќе биде вашата кампања? Граѓаните на општината Илинден, кои што имаат можност на овие избори да ја следат оваа кампања, ќе бидат уверени дека нашата кампања ќе биде максимално позитивна. Не краси некоја си или немаме таков имидж да водиме негативни кампањи. Од секогаш за мене лично негативните кампањи биле лоши и негативните кампањи повеќе зборуваат за самиот себе одnego за оној што го напаѓате. Така да сметам на една фер и коректна борба со нашите политички противници, но пред се човечки достоинствена. Затоа што ако ја задржиме пристојност, ако го задржиме нивото, тоа веќе личи на една демократска држава или демократска и фер атмосфера и демократски избори, зашто Македонија веќе треба да се стреми и веќе ги надмина тие можеби, како да кажам, породилни маки на демократијата и на демократичноста на овој изборен процес. И затоа сметам дека не само во Илинден, туку и во цела Македонија, во цела држава, овие избори треба да бидат една одлика на фер, коректност и пред се позитивна кампања во која што ќе се презентираат проекти и ќе се нудат подобри решенија на нашите граѓани кои што на крајот ќе треба да одлучат и каде ќе го дадат нивниот глас, затоа што сепак тие се оние кои што одлучуваат на кој ќе ја дадат својата доверба за наредните 4 години. Која ќе е првата работа што ќе ја направите како градоначалник кога ќе ви изберат? Доколку ја добијам довербата од граѓаните, многу работи кои што сум сметал дека требало поинаку можеби да ги направам. Не се тие структурални или стратешки некои работи кои што биле погрешно направени така натаму, но биле битни можеби лично за мене и за работите што сум сметал дека поинаку треба да имаме подобар пристап. Така да сметам дека во наредниот мандат многу работи на поинаков начин и со поинаков пристап ќе бидат подобро менаџирани, подобро, како да кажам, спроведени од моја страна, тоа што искуството си го прави своето. Така да сега со ова искуство што веќе го имаме за многу работи, мислам дека ќе бидеме уште попрецизни, поуспешни и подоследни. Што можевте, не успеавте да направите за време на вашиот мандат? Изминатиот мандат направивме многу. Дури повеќе од оно што на почетокот го замислувавме или мислевме дека можеме да го оствариме. Ова е жива материја, особено работата во една општина, во една локална самоуправа, потребите на граѓаните се големи и секогаш имаме простор за напредок. Имаме секогаш можност да направиме нешто дополнително. И овој изминат период има работи кои што можеби не сме стасале да ги направиме. Не секаде, не на секој начин кај што сме сметале дека треба да ги направиме и затоа веќе во подготовка ни е новата програма и токму таа програма ќе ги понуди новите работи или оние приоритети кои што ги кажале и граѓаните во добар дел и се нивни идеи, но исто така и ние како партија и како администрација сме ги детектирале и сметаме дека во наредниот 4-годишен период ќе ги реализираме. Кои конкретни мерки ќе ги предложите за младите во општината со цел да ги задржите и да ги има што повеќе? Морам да кажам дека кога сме кај младите општини или една од ретките општини во државата
која што демографски и не стои така лошо како што е повеќе поголемиот дел од самата држава, односно демографската слика како што ни е во целата држава. Имаме многу млади луѓе, што многу ме радува, и имаме населување на млади брачни парови, на млади луѓе, што исто така е многу битно, и затоа се трудиме во секој сегмент да искочиме во пресрет на потребите пред се на помладите. Кога збориме веќе за потребите, тие се широки, не можеме да кажеме само еден сет на мерки дека е доволен. Пак ќе кажам дека мерките се во еден широк спектар и дека имаме многу мерки кои што и сега ги спроведувавме, но и во наредниот период ќе продолжиме да ги спроведуваме и ќе воведеме нови. Така ние уште на почетокот на мојот мандат воведовме на пример субвенција за новороденче, до тога што не беше пример во нашата општина, но сега го воведовме. Тоа постои, тоа е и такако многу битно за младите брачни парови и ќе продолжиме и во иднина. Сега со уште ќе ја покачиме само субвенцијата за 20%. Исто така многу вложивме во инфраструктурата. Например, проширивме детската градинка со комплетен нов дел, каде што ги проширивме капацитетите за плюс 60 на дечиња, затоа што видовме дека има потреба од проширување на капацитетите на таа градинка. Отворивме комплетно ново училиште, каде што за прв пат на територија на општина Илинден во основното училиште Гоце Делчев, а потоа и во основното училиште сега Ристо Крле, воведовме целодневен престој за учениците, нешто што им беше и tekako потребно и за децата и за родителите. Во основното училиште Гоце Делчев, кое што е едно од поголемите, најголема на територија на општина на Илинден, каде што учат над 70% од учениците, воведовме едносменско работење за прв пат во постоењето на самото училиште. Така да имавме и други мерки за младите, конкретно имаме субвенции за млади предприемачи, ќе ги споменам. Имаме субвенции за млади спортисти кои што имаат резултати остварено. Имаме изградено спортски терени, многу кои што пред се наменети за млади луѓе. Изградено многу, еве сега во финална фаза сме пред отварање на новиот парк плоштад на територија на општина Илинден, конкретно во населеното место Марино, на територија од 6000 квадрати од прилика, каде што имаме можност за едно дружење за сите генерации, вклучително и за младите, каде што ќе има и детски катчиња и така натаму. Преку 17 детски катчиња само изградивме за најмладите. Така да имаме многу активности, вложување во училиштата, вложување во градинките, вложување во сите населени места, пред се и над се за потикнување на младите, а исто така и заштита и нивна, како да кажем, грижа поголема за младиот човек. Ќе го споменам и отварањето на локалниот младински совет и отварањето на младинската канцеларија, кој исто така битна за помладите. На тој начин младите ги интегрираме во носење на одлуките во општинските работи. Така да и тоа е битно. Одржавме многу настани со млади луѓе, трибини и така натаму во соработка со собранието и со други невладини организации, каде што исто така дадовме еден потик на младото лидерство, на младите како главен фактор, носечки фактор во одлучувањето и за локалните, но и за државните работи. Обично во сите општини граѓаните се жалат од нехигиената во внатрешните делови, кои се пак под ингеренција на општините. Какви се вашите планови, амбиции и намери да им создадете што почиста животна средина на граѓаните? За среќа, можеби во оваа ситуација, општина Илинден не спаѓа под град Скопје, односно општина Илинден си има собствено јавно предпријатие, ЈКП Илинден, кое што се грижи за хигиената, и можам да кажам со сигурност дека хигиената, за разлика од некои делови во градот, е на многу повисоко ниво, зашто сум искрено благодарен пред се на жителите, кои што и tekako пазат на хигиената, но има и такви кои што не толку многу се грижат. Благодарен сум на јавното комунално предпријатие и вработените таму кои што секојдневно се грижат за таа хигиена. Ние во таа насока како општина многу вложуваме. Морам да кажам дека изминатиот 4-годишен период и tekako вложивме во модернизација на јавните предпријатија. Веќе го спомнам ЈКП Илинден, каде што се набавени подигнувачи за смет, нови садови за смет, набавена е приклучна механизација, нова работна машина багер со приклучна механизација за мулчирање и чистење, работна машина трактор со сите приклучоци кои што треба да одржуваат вегетација.
опрема со дувалки и така натаму, сега да не ги спомнувам, да не ја спомнувам целокупната опрема што беше набавена, се со цел подобро грижење за хигиената.